Месец септември е месец посветен за превенција од депресија. Депресија е болест која на светско ниво носи можеби најголем број на жртви и е многу позната како тивкиот убиец. Кај едни, а кај други е често игнорирана и најчесто завршува со последици. Мојата теорија зашто луѓето најчесто ја игнорираат и ја потеснуваат оваа вистина за постоењето на оваа болест е тоа што сметам дека не се доволно едуцирани и дека се плашат да навлезат во длабокото и да откријат што навистина значи и што и како треба да се постапи. Не можам да ви кажувам што точно треба да направите, но од лични и искуства на блиски можам да ви кажам што не треба да кажете на луѓе кои даваат знаци на депресија. Што ти е бе брат, дај прибери сега, ништо не ти. Што збориш бе, ти имаш депресија? Бе, тамо, ајде ги лечи се, човече, депресија. Лошо ти, а? Шо ти, а? Па не лечиш ти да си депресивен? Ајде бе, човек, колку може да биде лошо? Ти знаеш мене што ми си има дисаното, твоето е нула за моето. Ајде, подвитка ја пашката и ќути си има и полошо. Слушај, да ти кажам, се е у твојата глава. Брата, ти да не си замислуваш ствари, а? Види, ајде доставиш. И други луѓе имаат проблеми, сега со твоите ли ќе се занимавам? Чоче, пушти го само. Само пушти го. Со ова не помагате. Подобро да молчите и ништо да не кажете. Но што е важно да го направите е да не ги игнорирате тие луѓе, да не ги игнорирате нивните проблеми, да не ги потценувате, едноставно да ги слушате и да им кажете дека сте тука за нив. Ништо друго. Никакви додатни коментари кои можат само да ја влошат ситуацијата. Ви благодарам на разбирањето и се надевам дека ќе го сватите ова видео онака како што треба да го сватите. You don't ever have to be stronger than you really are.